Кога се е добро и тече како што треба, не очекуваш да се разочараш од ништо. Но животот е тркало, се превартува, преминува од една во друга состојба и неретко со своите канџи те зема темната страна. Дали ќе бидеш онаму каде што треба да бидеш? Ова прашање го поставува младиот тетовец Јован Илиевски во својот роман Кругот на животот. Премногу сум задоволен од тоа што беше вечерва и секако планирам нареден роман, тоа да биде некој си психолошки трилер и очекувам успеси понатаму секако и од оваа книга. Илиевски приказната ја сместува во Скопје, но ова може да му се случи на секое семејство. Младоста на која и припаѓа само му е подкрепа и му ги отвора портите кон животот. Клубот Матица, следејќи го својот концепт на промовирање на млади автори, застана за овој роман. Кога ја видов неговата прва книга, да бидам искрен, бев малку изненаден. Бидејќи таква длабочина на мисла од толку младо дете, да ви кажува некој нема да верувате. Како и да е, неговите книги треба се прочитаат. Она што можам слободно да го кажам за Јован, дека веќе успеа во Македонија на неговите 17 години. Ако новите 17 успеат толку, тогаш кругот на животот, истоимената негова книга, секако ќе се шири. Препораката до издавачот пристигнала од тетовецот Јован Дамјановски, кој зад себе има објавено 10 романи. Овој пат се јави и како промотор на Кругот на животот. Нашиот млад сограѓанин, 60 годишникот Јован Илиевски, ме изненади со еден современ романексен жаргон. Во оваа книга се зборува за психолошките тегуби на современиот човек, но тој се појавува како човек на младоста, која и покажува дека младоста е во својата креативна, конзервативна чаура, вакцинирана од синтагмите на старите. Има многу нови работи кои што се прифатливи, кои што може да се прифатат како однос на поединецот во колективниот морал и етика, но во поединечна смисла на етиката и моралот, со што треба да се покаже што и недостасува на денешнина. Клучот за толкување на овој роман сепак е една романесна проекција која што треба да биде за младоста, за младиот творец, пример за пример, и верувам дека ќе очекуваме уште многу дела од нашиот млад сограѓанин. Јован Илиевски во својот втор роман Кругот на животот покажа зрелост која дава надеж дека во иднина уште многу треба да очекуваме од овој 16 годишен гимназијалец.